скандалозни размери завзема истрагата што ја отвори за начинот на кој што МВР, раководено од Груевски, Јанкуловска и нивните соработници издавало лични документи. Веќе обелоденив дека МВР незаконски издавало и печатало лични карти на лица на незаконски начин и со тоа обезбедувале право на глас и други права. Денеска ќе обелоденам нови злоупотреби на лични документи, што можеби се користат и за други намени во државата или надвор. Истрагата што ја отвори во МВР овој пат дојде до 70.000 дупликат возачки дозволи во МВР. Истрагата покажува вмешаност во скандалот на висок раководител во Министерство за внатрешни работи. И ќе објаснам кратко за што се работи. Откако откривме дека во МВР незаконски се издаваат и печатат лични документи, формирав комисија со задача веднаш да влезе во магазинот на Министерството за внатрешни работи и да изврши попис на сите образци за лични документи што се наоѓаат таму. Еве го извештајот од комисијата. Ова е записник и извештај за спроведениот попис. Пронајдени се 70.000 формулари за возачки дозволи, што се внесени во Министерството за внатрешни работи на 26 ноември 2015 година, непосредно по моето доаѓање во Министерството за внатрешни работи. Но овие 70.000 лични карти не се евидентирани дека воопшто постојат во магазинскиот компјутер. Се поставува прашањето зошто. Овој документ открива зошто тоа не е направено. Затоа што исти такви возачки дозволи веќе постојат во евиденциите на Министерството за внатрешни работи. Станува збор за исти такви документи со исти серијски броеви. Станува збор за иста бројка на возачки дозволи, 70.000 тип А. Првите 70.000 возачки дозволи се заведени во магазинот на Министерство за внатрешни работи 1 година и 9 месеци претходно, на 7 февруари 2014 година. Имам признание од вработени дека помошникот што работи на оваа област бил известен дека во магазинот се стигнати дупликат возачки дозволи. Меѓутоа не реагирал. Не реагира се до мојот налог за попис во магазинот. Тогаш очигледно сваќа дека скандалот не може да се крие и испраќа писмо наредниот ден до фирмата добавувач на возачките дозволи. Но јас контактирав со менаџерите на фирмата добавувач, тие сами побараа итна средба со мене, станува збор за реномирана фирма. Представниците на фирмата се изненадени зашто никој не ги известил веднаш за дупликатот на возачките дозволи. Почитувани граѓани, со дупликатот возачки дозволи може би се прави обид за сериозни злоупотреби на идентитети на граѓани, за кој што може да биде и мојот и вашиот, се разбира. Спречивме злоупотреба на идентитетите. Јас не се согласив да бидат повлечени овие 70.000 возачки дозволи од фирмата, туку ќе формирам комисија која што ќе ги уништи овие формулари. И на тој начин спречивме можен криминал. Постојат сериозни индиции, зборувања во јавноста дека има можеби продажба и тука и надвор од Македонија на возачки дозволи со одредена цена која што се движат тие формулари. И ако тоа е така, или ако се спроведува така, 70.000 формулари ќе гарантираат повеќе милиони евра
нелегален издаден документ, односно нелегален прилив. И затоа сите овие индиции кои што доаѓаат, ова откривање на формуларите со изненадно влегување на комисијата покажува или мене ми индицира дека е можно да биле или да требало да бидат злоупотребени овие формулари и тоа да бидат злоупотребувани други лични документи или идентитети. Благодарам. Дали имаме прашање? За личните карти да прашаме. За личните карти продолжува истрагата, ќе имаме наскоро нов прес. А дали се водат истраги за неверојатно издавање на лични карти во другите сектори за внатрешни работи? Се водат истраги во Министерство за внатрешни работи. Може ли да кажете докаде е расчистувањето на кражбата во просториите на Курир, како и останатите напади и закани врз новинари од овој медиум? Се работат, значи сите информации кои што се добиени се работи во СВР Скопје на откривањето не само на овие сторители, туку и за другите напади врз новинарите, врз медиумските куќи. Сакам да ви информирам дека за одредени новинари, за одредени напади имаме и такако добра истрага, спроведена многу брзо за неколку дена. Меѓутоа, за одредени новинари, за жал, дури сега ја почнуваме, како што ја почнуваме сега и за општина Центар, кој ќе ги добиеме сите информации, ќе излеземе точно кога, како, зошто се воделе тие истраги и до што е дојдено. Јас само апелирам, навистина, до граѓаните на Република Македонија, до секого во Македонија, да ги оставиме новинарите да си работат нивната работа, без разлика од кој медиум доаѓа. Има ли можеби осомничени лица за овие случаи? Кој ќе заврши истрагата, ќе добиете информации во однос на целиот случај. Одговорност началникот на СВР Скопје за убиството од 2 јануари со поглед на тоа што невино лице беше опитувано. Таму истрагата во тек и ќе покаже таа истрага сите детали во однос и сите аспекти во однос на разоткривањето на целиот овој случај. Не е ножот со кој тоа извршено убиство. Тоа значи мора за деталите во истрагата ќе добиете информација. Јас сум известен дека има барање за изјава и тоа ќе се обезбеди преку секторот за внатрешни работи во Скопје. Имате информација дали штекуваат затворениците или не? Тоа што го слушаме на медиумите вчера немам детална информација, бидејќи таму полицијата е затворска полиција, не е под Министерство за внатрешни, туку под Министерство за правда. Има спекулации низ социјалните мрежи за изнесени лични документи од Републикава во соседна Србија. Се работи за една голема количина, 10.000. Има спекулации, ги видов во јавноста. Дали се спекулации или веќе може да станува збор за потврди, навистина јас тоа не можам да знам во моментот, бидејќи издавањето на тие лични документи одат преку Министерството за надворешни работи. Таму се зборува дека учествувале и некои поранешни актуелни пратеници на средби во некои ресторани кај што бесплатно се доделувале пасоши и така натаму, ама тоа ќе мора да одговори Министерството. Значи ли пријава што прави граѓанин да го поиска наводачки да дозволи? Сигурно дека во организиран криминал и во други сегменти постојат одредени пријави, дури се отворени некои случаи кои што укажуваат на тоа дека е можно да има фалсификувани возачки дозволи или возачки дозволи кои што били издадени на незаконит начин. Меѓутоа, ова денеска што го соопштувам на јавноста е нешто што е откриено како формулари, што може да индицира дека таква работа се случува. Јас сум среќен што направивме таков влез кој што не беше најавен и ги откривме тие документи кои што реков уште еднаш не дозволив да бидат повлечени од фирмата, туку ќе ги уништиме овде со комисија. Дали е утврдено како 70.000 разговори се завршени кај Бекири и дали ќе побарате негово отстранување од партијата? Тоа треба јавното обвинителство да ги даде сите тие информации, а за партиските прашања ќе се ги прашате во партија. Мисля, дали некој од новите формулари е веќе употребен, испечатена е нова возачка дозвола со овие формулари? Ако испечатена нова, нема да има 70.000, ќе има 69.999. Значи, јас не сакам да шпекулирам. Јас го кажувам до детал извештајот. Имате 70.000 возачки дозволи со серијски броеви, кои што се примени пред година и 9 месеци и кои што се издавани во прометот.
Сега истите тие серијски броеви се појавуваат на нови формулари и тие се во Министерство за внатрешни работи и ќе бидат соодветно уништени врз основа на одлука на комисија. Спомнавте фирма добавувач. Тоа е Да. македонска фирма или германската? Не. Фирмата добавач која што е до Министерство за внатрешни работи германска. Германската фирма. Дали до нив до сега и бидејќи има повеќе случаеви со лични документи, фалсификувани сомненија и во јавноста, дали до сега тие се обратиле до МВР, претходните 20 министри, или претходните 20 министри воопшто се имаат обратено до кај нив за некој си проблем со овие со личните документи, со постојање на личните. Немам јас информација дали тие се обратиле во моментот за некаква потреба за фалсификувани документи, за некакви образци и така натаму, иако гледам од извештајот дека и од други извештаи кои што ги добив дека се појавуле одредени проблеми. Јас на 14.12. ја формирав комисијата, ги констатиравме овие 70.000 формулари кои што се со истериски број и веднаш утре дента на 15. реагира раководителот, доставува писмо до фирмата и после тоа побара веднаш сред басони за кратко време се видовме, укажав на сите проблеми кои што можат да настанат од еден ваков начин на однесување. Има ли информации колку до сега образци за лични документи, пасоши, лични карти, возачки дозволи се доставени до Република Македонија, односно до МВР, ступната? Затоа постојат сите документи кои што се во Министерството. Дали има да фалат од тие образците што они ги доставуваат? Значи, ова што е направено во извештајот и тоа што сметам дека има индици за криминал, ја го обелоденувам сега во моментот во јавноста и не сакам повеќе да шпекулираме во однос на сите други документи кои што се. Значи, ако има, и тоа благовремено ќе го добиете. Помнате индици дека постои можност да образците биле продавани. Може ли повеќе детали околу тоа спомнете? Прво, јас спомнав дека има индици дека е можно да бидат продадени, не дека биле продавани. Значи, тоа е многу различно од тоа што вие го констатирате. Значи, јас спомнав и вас ве прашувам, ако најдете 70.000 формулари во некоја институција, сигурно дека ќе помислите дека е можно да се злоупотребат. Може би нема да се злоупотребат, јас не знам. Ама сигурно е дека е можно тоа да се направи. И затоа сакам да информирам јавноста и да информирам вас, бидејќи така имаме однос до сега да за сите прашања кои што ги откриеме, транспарентно ги објавиме пред македонските. Мисле, значи, од кога сте вие во оваа функција, најверојатно го имате истиот заменик кој што беше претходно од партнериот, од коалицијскиот партнер дури. Значи, од коалицијскиот партнер од ВМРО. Која е неговата улога? Се труди нешто да работи, ви помага или не ви помага? Или воопшто е од сите овие настрои? Заменик министерот има своји надлежности и ингеренции кои што произлегуваат од закон и тие надлежности може да ги остварува во рамките на Министерство за внатрешни работи. Дали нешто... Него ќе го прашате дали работи.